Домакинствата во планинските села кои имаат електрични броила, а немаат ни една светилка на околните бандери, се ослободуваат од обврската да плаќаат надоместок за јавно осветлување. Нивното укажување дека неправедно се оптоварени затоа што плаќаат за услуга што не ја добиваат, најде на позитивен одговор во Советот на општина Кочани. На 31-та седница се разгледуваше одлуката доставена од градоначалникот, во која се наброени 13 планински села, чии жители нема да плаќаат такса за јавно осветлување, што беше повод за дискусија и дилеми дали таа не треба да се прошири и на други корисници. Мене во оваа одлука ми прави дилема тоа што се позиционирани, одредени населени места, исклучени се корисниците на викенд населбите. Би сакала да ми дадете образложение зошто е тоа така, затоа што на овој начин тие имаат броило, плаќаат за јавно осветлување, а не го користат. Малку сме дискриминаторски настроени. А нема да се согласам со колешката Лилјана Арсова да бидат ослободени викенд населбите, особено за тоа што овде се работи пред се за луѓе кои што имат викенд куќи кои што реално коштат многу повеќе пари и имат средства и не се толку за жалење, затоа што ова е еден вид економска мерка која што општината на некој начин ќе се обврзи да ги ослободи од тоа и на некој начин можеби помала приходот ќе дојде во општината. Кога зборуваме за јавното осветлување, ќе се сложите дека и викенд населбите не користат јавно осветлување. Според законот, и тие се ослободени. А ако сакаме ние финансиски импликации како општина да добиваме од викендиците, ние имаме друг механизам. Ова не се прави со тоа што луѓето ќе плаќаат за јавно осветлување за нешто што не го користат. Можеби во иднина кога ќе има можности и другите делови ќе бидат офатени со оваа мерка. Сега за сега одлуката е таква, затоа. И наместо расчистување на дилемите, дискусијата се разви со дополнителни образложенија зошто сите граѓани кои немаат јавно осветлување да не плаќаат за него. Нема тензија од наша страна, нема политика. Ќе ја поздравиме одлуката. Инаку за викендиците, или има законска основа да се ослободат, или нема. А вашата логика, се да припуштиме на добрата волја на градоначалникот, стварно не држи, нели? Треба да работиме по закони, позитивни прописи на оваа држава. Ако појдувате од логиката за викендиците, тие што имаат викендици, имаат пари да плаќаат струја, односно осветлување кои не го добиваат, стварно не е во ред. Оваа одлука има закон, законот за комунални такси. Овде вели во член 6 се ослободуваат од плаќање на комунална такса од членот 13 став 1 на овој закон имателите на броила за мерење на електрична енергија во населените места каде што нема јавно осветлување. Заради смирување на дискусијата беше даден и предлог како во иднина да се надмине дискриминирачкиот однос кон сопствениците на викенд куќи. Очекуваме општината да обезбеди јавно осветлување на тие делови, бидејќи сакаме да ја развиеме и пониква и викенд населбите, па се надевам дека на дискусиите и разговорите треба да бидат во насока дека викенд населбата ќе биде приоритет за обезбедување на јавно осветлување. Има дискриминација према собствениците на викендици. Меѓутоа, ова што го последниот дискутант, советникот Алексов рече, ние нема да ги оставиме тие да бидат без организирано осветлување. Едната работа. Втората работа, тоа се излетнички места, не се населени места. Не се куќи за постојано живење. Со ова, тука имаме 260 наши семејства. Буџетот на општината се намалува за некои на годишно ниво некаде околу 8.000 евра. Советниците се согласија дека објаснувањето од градоначалникот помогна во расчистувањето на дилемите и побараа и во иднина кога се расправа по прашања што се од интерес на граѓаните да имат доволно образложенија. На крајот од дискусиите, одлуката за ослободување од плаќање за јавно осветлување за жителите од планинските села беше едногласно поддржана од сите советници на седницата.